Добар ден. После врнежите од дожд кои што ги имавме во текот на ноќните, но и раните утрински часови, веќе во овие предпладневни часови со делумно престанок на врнежите, но во текот на денешниот ден не очекува променлива временска состојба, всушност преку ден ќе биде променливо облачно. Се уште наместа можно да има слаби и локални врнежи и од дожд, но ќе биде свежо и во поглед на температурата. Денес не очекува и мощно ветровито време со повремено засилен ветар од југоисточен правец. Како што реков, денешната максимална дневна температура пониска во споредба со вчерашната, така што ќе се движи околу 10 на 15 степени. Во Скопје веќе имаме престанок на врнежите, но во текот на денот ќе се задржи променливо облачно. Можно е услови да има за сосема, би рекла, некоја капка дожд во текот на денот, но ќе биде нешто постабилно во споредба со она време кое што го имавме во текот на изминатата ноќ. За Скопје денес максимална дневна температура до 17 степени, Куманово и Велес 16, Титово и Гостивар 15, Маврово денес со максимална дневна температура до 10 степени. Свежо во текот на денот ќе биде и во Охридско-Преспанскиот регион, овде максимумот ќе се движи околу 15 степен, во Крушево нешто пониска дневна температура, овде максимална дневна до 11 степен. Евгелија, Дојран, Демир, Капи и Радовиш 17, Струмица 16, во Кавадарци денес со дневна температура до 18 степен. И во североисточните делови од земјава денес ќе се задржи променливо облачно и овде со пониска дневна температура во споредба со вчерашната. Крива Паланка 14, Берово 13, Виница и Свети Николе 16, Штип денес максимум до 17 степен. Во текот на утрешниот ден не очекува стабилно време, ќе биде сончево со мала локална облачност и со пораст на дневната температура. Така што утре ќе биде потопло, но веќе од четврток до недела не очекува позначителен пораст кај дневната температура, која на повеќе место очекуваме да се движи над 20, па и околу 25 степени, особено во четврток, петок и сабота. Ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, но во попладневните часови во текот на следните денови, значи зборам за четврток до недела, ќе има услови за локална појава на нестабилност. Така што би рекла релативно пријатно време не очекува и во текот на следните денови со оглед на тоа што ќе имаме повторно пораст кај температурата. Се гледаме повторно во попладневните и во вечерните метеоизданија. Да, ете слушнавме каква ќе биде временската состојба во текот на денешниот ден, меѓутоа и во текот на следните неколку денови. Може би ќе има и затоплување, меѓутоа ќе ете овој дожд кој што денеска го почувствувавме, се разбира, ќе видиме дали ќе трае во текот на целиот ден. Андријана Зафировска од пиар на Македонското здружение за безбедност и здравје при работа е денеска заедно со нас во утринска на Телма. Ке зборуваме за што значи безбедност и здравје при работа, како едноставно можеме да се заштитиме и да го сачуваме своето здравје, конкретно кога сме на работната позиција, односно на работното место. И секако ќе позборуваме и за Интернационалниот ден за безбедност и здравје при работа, тоа е 28 април. Андријана Зафировска е овде со нас. Андријана, здрава. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам за поканата. Само на почеток би сакала да кажам Македонско здружение за заштита при работа, иако називот не е погрешен, да. Добро. Ете така, па безбедност заштита горе-долу е исто отприлика. Андријана, како во суштина, односно, што генерално представува прво вашето здружение, а потоа и воопшто што представува заштита, односно безбедност и здравје при работа? Така, за оние што може би помалку се запознаени со нашите активности, на самиот почеток би кажала дека Македонското здружение за заштита при работа постои веќе 50 на години, е прва професионална организација која што се занимава, односно ги решава на некој начин проблемите кои што се поврзани со безбедност и здравје при работа. Фокал поинт на Европската агенција за безбедност и здравје при работа, единствен ЦИС колаборативен центар на меѓународната организација на трудот, и нашата цел како здружение меѓу останатите и потекнување на она превентивна култура со цел намалување или елиминирање на повредите и на смртните случаи предизвикани на работното место. Токму целта потекнува од она што значи безбедност и здравје при работа, односно секое работно место носи
ризик. Ризик сам по себе, така што и целта и на самиот закон за безбедност и здравје при работа и целта и на работодавачот кој што треба да ги обезбеди сите оние мерки е прилагодување на работната средина на човекот. Само да објасниме што е ова видео што го гледаме во моментов. Ова е промотивно видео кое што е изработено во рамки на Балканската мрежа за безбедност и здравје при работа, каде што во рамки на проект, каде што Македонското здружение за заштита при работа е координатор, има за цел токму подигнување на она јавна свест, вмрежување помеѓу граѓанските организации, државните институции и медиумите. Има јасна порака која што и во моментот ја забележуваме дека само на начин на соработка може да се дојде до успешни резултати. Значи, овој проект е финансиран од Европската унија, вклучени се граѓански организации, значи Македонија, Македонското здружение за заштита при работа, потоа од Србија, Албанија, Црна Гора и Косово. Ова е една од активностите кои што беа реализирани во рамки на овој проект. Колку самиот работник вработен ги знае и ги познава правата за заштита при работа, за здравје при работа и слично, бидејќи тргнувам од себе, нели кога се вработуваме на одредено работно место, никој нас не ни дава памфлет или нешто да рече еве, ова е тоа што треба да знаеш, како треба да се заштитиш и така натаму, меѓутоа ги знаеме ли ние правата законски, сега зборувам? Така, ние како здружение се обидуваме и тука да влијаеме, нели работниците да бидат свесни за својот живот, бидејќи нели животот нема компромис. Меѓутоа тука е битно и за оно што ние се бориме на некој начин да се вклучи безбедноста и здравјето при работа и во средното и во основното образование, затоа што и предстапување на оној работен однос да си ги знаеме своите права, меѓутоа и нашите обврски. Несреќите кои што се присутни за жал во Република Македонија говорат за фактот дека веројатно се уште ќе треба напорно да се работи и за зголемување на свеста и од страна на вработените и од страна на работодавачите. Извештајот за несреќи при работа кој што традиционално го изработува Македонското здружение по повод 28 април кога се објавува, говори дека за жал смртни случаи во 2018 имаме околу 33 на работните места, предизвикани на работните места, што значи за некаде околу 7% е зголема за разлика од 2017 година. Тоа е поразителен факт, меѓутоа така што тој одговори на вашето прашање дали си ги знаат своите права. Да, некогаш кривецот е, како што го кажуваме, работодавачот, меѓутоа понекогаш треба и самите да сме свесни на каков ризик се впуштаме со работата која што ја бираме или на работната позиција каде што се наоѓаме. И согласно законот за безбедност и здравје при работа, како што кажав, вработениот има права, меѓутоа и обврска да се грижи исто така за својот сопственото здравје, меѓутоа и за здравјето во околината над својот колега. Има право и да одбие работа доколку нели ќе загрози неговиот животот, меѓутоа понекогаш и ние сме виновни во смисла што одбиваме, пример, некој одбива да носи заштитна опрема затоа што смета дека не му е потребна. Треба панцир, не треба. Ајде сега ова ништо нема да се случи и така натаму. Ми тежи. Убаво кажавте тоа, значи повредите и најмногу се случуваат според статистика во на возраст 45-54 години, каде што веројатно работниците тогаш се чувствуваат најсигурни дека можат да ја извршат својата работна задача и сметаат дека тогаш не им е потребна опрема. Дека не им е потребно, да. Убаво го кажавте тоа, значи треба да ги знаеме нашите законски права, меѓутоа во исто време да се однесуваме доволно одговорно за да можеме и во такви ситуации сами да се заштитиме кога нели не е секогаш се до работодавецот, се знае работната позиција, меѓутоа се знае и нашата одговорност што треба и како треба да се однесуваме во таа дадена. Заштитната опрема е последен чекор, ние како што велиме. Верувам дека е така. Постои ли односно овој 28 април во светски рамки се одбележували на некаков начин, кај нас се одбележували на некаков начин или сепак е тоа само еден ден каде што не знам. Би сакала само да се вратам историски, ако може така да кажам, наназад. Значи, од 1996 година синдикалните организации превземаат иницијатива
28 април да биде ден каде што ќе биде во знак на сеќавање на загинатите работници. Во 2003 година Меѓународната организација на труд го прогласува овој ден како светски ден за безбедност и здравје при работа, се со цел и намалување на повреди и на оние професионални заболувања, за да не дојде до повреди и смртни случаи предизвикани на работното место. Македонското здружение уште од самиот почеток го одбележува на свој начин традиционално овој ден во сеќавање и на загинатите работници, меѓутоа и во насока на поттикнување на она превентивна култура. Меѓутоа во 2016 година и централниот настан на одбележување и доделување на награди годишни за добра пракса за безбедност и здравје при работа го одстапува на Националниот совет за безбедност и здравје при работа како највисоко тело што кога станува збор. Меѓутоа и оваа година покрај централен настан кој што ќе го организира Националниот совет за безбедност и здравје при работа на 28 април Македонското здружение за заштита при работа ќе го објави оној годишен извештај за несреќи при работа. Во текот на целата недела некако ќе биде во знак на овој ден. Имено вчера имавме презентација и промоција на безбедност и здравје при работа воопшто пред студенти, пред младите на Меѓународниот Балкански универзитет. Денеска имаме презентација во една голема компанија. Меѓутоа би сакала да потенцирам дека ние ова постојано го правиме. Да, не е тоа сега затоа што е 28 па не знам како. Туку едноставно треба да се работи на случајот 365 дена во година. На промоција која што ја правиме на социјалните медиуми, на традиционалните веќе и континуиране и веќе некако се подразбира кога ќе се споменеме ние како здружение. Да, верувам дека е така. Каде го гледате најголемиот проблем кога станува збор за во случајов незаштитување на работникот, односно нели загрозување на неговото здравје? Покрај тоа што нели сопствено ако одлучиме дека не треба да носиме ова или дека не треба да носиме одредени работи кои што може да не заштитат, кои се оние други проблеми кои што може да настанат при работа? Најчести проблеми кои што вие сте ги увидела? Па би сакала да споделам имено на почеток на месецот организиравме студиска посета во Европската агенција за безбедност и здравје при работа, каде што ние сме како фокал поинт на истата. И таму беше споделено истражување СНР-2, тоа е европско истражување за нови и итни ризици, каде што биле анкетирани околу 400.000 вклучени лица кои што се во делот на безбедност и здравје при работа. И како итни ризици или како нови ризици се споменуваат повторувачките движења, канцерогените супстанции кои што се присутни на работното место, исто така многу и собраќајки кои што се дел од работното место. Дури повторувачките движења, онаа монотона работа која што доведува и до грешки, и до последици за здравјето го поистоветуваат дури со пушењето на цигари, така што тоа е веројатно некоја нова болест на некој начин. Дури се поврзувам со повеќе теми, меѓутоа времето Таман, убаво го кажавте тоа. Да, баш интересно. Кога никогаш станува монотона работата, например, кога правите едно нешто постојано, повторувачки некакви се намалува и мотивацијата, впрочем. Апсолутно. Така сакала да кажам дека и токму Меѓународната организација на труд тема на оваа година на 28 април е за безбедна и здрава работна иднина, земајќи ги во предвид новите климатски промени, технолошки развој, нови овие ризици кои што ги споменав. И сега во самото истражување кое што го имаше направено Европската агенција за безбедност и здравје при работа, како најдобра мотивација за имплементирање на системот во компаниите, анкетата покаже, веројатно и тоа е навистина така и во пракса, е мотивацијата да нема санкции од инспекторот. И да се зачува репутацијата на компанијата. Да се зачува репутацијата на компанијата и тоа во ред и тоа како треба да стои како така. Меѓутоа тоа санкции да не се случат од инспекторот, понекогаш работите ги прават компаниите колку народски ќе кажам ради реда, а не се случува во пракса, тоа го потврдуваат и повредите.
Истражувањето исто така би споделила дека што навистина не зачуди сите присутни, бевме околу 20 и представници од државни институции и компанијата образовна институција, дека всушност вработените во Македонија се некаде на врвот во однос на пријавување на ризици на работното место. И сега колку анкетираните биле искрени во одговорите. Добро, тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа, колку реално, сега не знам колку вие ги имате тие податоци, меѓутоа колку реално Македонија е ризична земја за работа едноставно. Сега ги знам дека се многу гранки, знам дека има многу професии кои што некои се ризични, некои не се ризични и така натаму, меѓутоа ако треба некаде на скалилото да се подредиме, е ли земја со опасност при работа? За жал да. Македонија навистина е ризична земја кога станува збор за сопствениот живот. Извештајот кој што го презентираме, не случајно го презентираме, не е само за да ги покажеме податоците ние колку вредно сме работеле во изминатата година, тука да биде еден референтен систем. 33 смртни случаи на работното место и тоа како не е мал број. Тоа се 33 семејства останати без својот член. Всушност тоа не представува загуба и во оној психолошки дел на семејството каде што нема повраток. Меѓутоа тука е загуба и за целата држава воопшто, за целиот систем. Така што бројките сакале да сватиме дека се човечки судбини и Македонија е ризична земја, особено дејности кои што се најризични е градежништвото. Сведоци сме на сите надписи на медиумите, тука и земјоделството, каде што се случуваат најмногу несреќи, и јавната управа, тука некаде се последните години. Со хемикали кои што работат, веројатно медицински работници, тоа се тивки убици, ние така ги нарекуваме. Друг тип на последиците се чувствуваат неколку години, децении по изложеност. Така. Од друга страна, Андријана, драго ми е што постои едно здружение како вашето, кое што се бори за правата пред се на работниците, а и при тоа како добро да се заштитиме при работа и да си го зачуваме своето здравје. Многу ми е драго што бевте дел од утринска на Телма. Ете, драги гледачи, можете и вие да се заштитите при работа или едноставно да го зачувате вашето здравје, бидејќи нели тоа е непроценливо.